ова издание. Македонија. Предлог законот за амнестија е готов, наскоро ќе биде поднесен во собранието по скратена постапка. Кои се деталите? Председателот Трамп вели не е загрижен за можноста да се отвори распит за импичмент во Конгресот. Робот прави еспресо и капучино во Сан Франциско. Дали би пробале? Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Во тек е голема потера по лицето кое уби тројца, повреди 13 други на Божиќен пазар во центарот на Страсбур, Франција. Еве ги најновите моменти од светските тикери. Официјални лица распоредија стотици безбедносни сили во потрага по осомничениот, кој синоќ избега од пазарот кусо по пукањето. Франција соопшти дека безбедносната закана за државата е зголемена ги засили граничните контроли. Министерот за внатрешни работи Кристоф Кастанер отпатува во Страсбур да отвори истрага за терористички напад, иако мотивот на лицето што пугаше се уште не е познат. Властите го идентификуваат 29 годишниот Чериф Чекат како осомничен за нападот, соопштија дека тој бил на листата на сомнителни екстремисти. Полицијата синоќа беше во неговиот дом, но не беше пронесен. Страсбур е седиште на Европскиот парламент, кој привремено беше затворен како последица на пукањето. Any Mueller investigation because there was never anything done wrong. There was no collusion. There never has been. You would have known. Председателот на САД Трамп во интервју за Reuters изјави дека не е загрижен од можен импичмент. Тешко е да направите импичмент на некој што не е направил ништо лошо, кој е заслужен за најдобра економија во историјата на нашата држава, оцени Трамп. Демократите сметаат дека сумата пари за придонес во кампањата била над легалниот лимит и оти не била соодветно откриена од кампањата на председателот. Трамп, меѓу другото, во интервјуто вели дека исплатите не биле придонес за кампањето, оти нема прекршување врз основа на тоа што тој направил. Процедурата за импичмент ќе подразбира просто мнозинство во представничкиот дом, врз кој демократите ќе преземат контрола следниот месец, а потоа и двотретинско мнозинство во Сенатот, предводен од републиканците. Марија Бутина, која беше задржана во САД под обвинение за инфилтрирање во Републиканската партија и заради обидот да обезбеди информации за Москва, ќе се изјасни виновна во судското сослушување закажано за утре. За сега не се објавени кривичните дела по кои ќе биде обвината 30-годишната руска државјанка. Бутина е во притвор од јули. Таа се изјасни дека не е виновна за наводите дека действувала нелегално, како не регистриран агент на руската влада, користејќи руската група Право за носење оружје, со цел да воспостави врска со најмокното американско лоби за правото на поседување оружје, Националната асоциација да ја промовира Републиканската партија. Предлог законот за амнестија во Македонија е готов, наскоро ќе биде поднесен во собранието по скратена постапка. Текстот на законот бил усогласен на состанокот на работната група во рамки на телото за помирување која се состана во парламентот. Од Скопје, Владимир Мирчевски. Утврден е текст на предлог закон за амнестија за настаните од 27 април. Собраниското тело за помирување денеска ги усогласи ставовите за нацртот. Детали за сега не се откриваат. Она што се знае дека ќе нема амнестија за организаторите и извршителите на физичкото насилство на денот на упадот во парламентот, што за малку ќе резултираше со конфликт во Македонија. Значи најдена е правна формулација и направена е јасна дистинкција помеѓу лицата кои што се организатори на настанот и насилниците, значи на 27 април. Јасно е наброено за кои делови се однесува амнестијата, односно она што значи насилство, физичко насилство, обид за убиство, тие секако нема да подлежат на законот за амнестија. Предлог законот според телото за помирување нема да влијае врз работата на судовите, што било едно од клучните прашања за кое било постигнато консензус. Дали тоа значи дека пратениците кои гласаа за потребата од уставни измени како Крсто Муковски и Сашо Василевски, а се дел од обвинението за 27 април, ќе бидат амнестирани со овој закон. Значи ние ќе работиме да донесеме политичка одлука со која што сметаме дека ќе се релаксираат односите во државата, вклучително значи прво за настаните од 27. Судот и неговата динамика навистина не би можел да ви одговорам што, кога, како. Нема да амнестира никој што бил организатор или има докази за физичко насилство. Значи,
Тоа е тоа. Закон кој според најавите ќе се носи по скратена постапка еден од клучните елементи за обезбедување на неопходното двотретинско мнозинство за правно заокружување на договорот од Преспа преку усвојување на уставните измени. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. Кога американскиот претседател најави признавање на Ерусалим како главен град на Израел и префрвање на американската амбасада од Тел Авив, израелците го поздравија потегот, палестинците го критикуваа. Сега одлуката да се спојат стариот конзулат на САД во Ерусалим и новата амбасада во Светиот град дополнително ги подгреа страстите. Линда Градштайн известува. Одлуката предизвика нов бран на незадоволства. За палестинците води кон влошување на односите и е дополнителна навреда по мерката на САД да ја префрлат амбасадата во Ерусалим. Знак дека Вашингтон ја погреба надежта за независна палестинска држава во Светиот град како е престолнина. За израелците се легитимизира иницијативата за Ерусалим како неподелен град, ветување од Вашингтон од многу одамна, но претседателот Трамп го реализираше. Новата амбасада ќе го припои конзулатот во Ерусалим, кој секогаш служеше како директна конзуларна врска на палестинците со Вашингтон. Сега тие треба да соработуваат со американскиот амбасадор Дейвид Фридман, концепт што разгори многу страсти. Дополнително многумина го обвинуваат за блискост со Израел. Но во арапскиот, источниот дел на Ерусалим, покрај гнев, разочараност и очај, пораката е јасна. Мощна лоша вест за палестинците. Не постои повеќе мандатот за генерален конзулат на палестинските територии на Западниот брег. Згасна идејата за две држави една до друга со иста метропола за главен град. Во еврејскиот Западен Ерусалим нема сомнежи дека одлуката на Вашингтон е политичка порака, но и практично решение. Ова е дел од финансиските и дипломатски реформи што оди во линија на барање на државните секретари на САД со години за одржување на оделен конзулат за палестинската автономна територија. Заедничкиот соживот сега е уште потешко остварлив. Сега двете страни чекаат претседателот Трамп да го најави долго најавуваниот мировен план. Последната одлука на САД за израелците е победа, но предизвика растечки гнев меѓу палестинците. Реалната слика е надеж и страв. Има долга традиција на правење и пиење кафе низ бројни култури и континенти. Сега технолошка компанија во Остин, Тексас, со своје дополнување за подготовката на вашето кафе се одговорни роботи. Елизабет Ли со деталите. Ова е роботот Робин, кој може да направи капучино, дури и 5, за само неколку минути. Овој робот работи во продавницата Кафе X, чиј слоган е "Дојдете за роботот, останете поради кафето". Робин не се заморува, не оди на пауза и го прави филтер кафето секој пат на ист начин. Секогаш користи иста количина на кафе зрна како и на млеко или вода и температурата е постојано иста. Овој робот е повеќе од машина. Представува комбинација од хардвер и софтвер, алгоритми и сензори за да ги детектира чашите како и недостигот на потребните состојки. Во негова близина пак има луѓе во случај на проблем и кои разговараат со муштериите за потеклото на кафето што го користат. Роботот го гледаме како начин да се подобри продуктивноста во нашата продавница. А и роботот е програмиран да има човечки карактеристики. Луѓето обожаваат кога роботот ќе мавне, а многу сакаат и кога ќе заигра малку. А што муштериите мислат за него? Јас се чувствувам многу сигурна. Има многу работа околу кафето што се повторува и која луѓето не сакаат да ја прават. Роботот ја завршува. И додека расте грижата дека роботите ќе им ги земат работните места на луѓето, овој концепт покажува визија за соработка меѓу машините и работниците во иднина. Го гледате Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За повеќе појдете на glasnamerika.com, следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме утре. VOA
today presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us. Gorongosa National Park sits right in the middle of Mozambique. In 1964, a long war for independence broke out against Portugal, and that was followed by an even longer civil war that lasted until 1992. The armies fed off the wildlife in the park, and by the time that war was over, there was almost no animals left in the park. It was left for dead. Thank you. I grew up in Africa. My parents moved to Africa when I was 3 years old. I grew up collecting snakes and lizards, bush babies, and all